Мицкоски ќе го употребува уставното име на државата во собранието. Во писмото до спикерот Мицкоски го користи уставното име. Ова се дел од денешните наслови во грчките медиуми по изјавата на мандатарот Мицкоски, која следеше по поднесувањето на предлог составот на владата и низината програма, дека премиерската заклетва ќе ја даде со уставното име кое ќе го користи и во странство, но не и додека е во земјава. Тој денеска се дообјаснуваше дека тоа не значи повлекување од позициите од претходниот период и предизборието. Мојот став не се промени, како што можете да ме слушнете, јас цело време зборувам Македонија и ќе продолжам да зборувам Македонија. Но не можеме ние како влада да бараме од граѓаните да ги почитуваат законите уставот, а ние да калкулираме и да имаме двојни стандарди. Инаку тоа што сум го кажал дека во моите изјави, во моите говори, дека никогаш нема да ја користам придавката, повторно гледате и во денешната изјава, тоа е така и ќе биде во иднина, бидејќи тоа е моје елементарно човеково право, како ќе ја нарекувам мојата татковина. Таа е Македонија и ќе остане Македонија, но истовремено како влада мораме да ги почитуваме законите и уставот. Променете деловникот за работа во парламентот минатата година како резултат на Жан Моне процесот и како резултат на тие промени, а тоа е правно обврзувачки акт, е сменет делот кој што се однесува на заклетвата која што ја дава претседателот на владата, членовите на владата, претседателот на собранието, потпретседателите на собранието и уставните судии. Јас не можам да имам двојни стандарди. А во вчерашниот настап идниот премиер беше појасен: Северна Македонија за надвор, Македонија за дома. Деловникот за работа на парламентот е променет, а во самиот деловник за работа е содржана заклетвата, се разбира дека ќе го кажем уставното име на државата. Не гледам друг начин како да се каже таа заклетва за да не биде понатаму главна тема. И тука сакам да ја затворам таа тема, бидејќи нас не очекуваат реформи, не очекуваат подобри времења за Македонија. Инаку, како што кажав и во минатото, така ќе кажам и во вашата емисија, дека при моите изјави во Македонија, при моите говори секогаш јас ќе си го користам името Македонија како име на мојата татковина. Тука не треба да имаме дилема. Прашањето ми беше како вие во странство ќе се однесувате, ќе го користите уставното име на државата? Апсолутно, тука не треба никој да има никаква дилема. Кажав тоа што имав да кажам поврзано со таа тема. Но дали оваа формула која наликува на така наречената двојна, која како концепт беше на преговарачката маса во текот на преговорите за името во минатото, ќе помена кај грчката страна, која порачува дека мора целосно да се почитува преспанскиот договор и ерга омнес употреба на новото уставно име? Последните брифинзи од високи представници на грчката влада се дека ваквите модалитети се неприфатливи, дека се кршење на преспа. Нема да поминат таквите игри, велат високи грчки дипломатски извори кои инсистираат на анонимност. Собранието веќе ја закажа седницата за избор на новата влада за всабота. На програмата, која на 63 страници ги изнесува приоритетите на новиот владин кабинет, е потпишан Христијан Мицкоски како мандатар за состав на владата на Република Северна Македонија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.